Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач. Нашиот најдобар пријател. Кој е вашиот најдобар пријател? Велиш, па јас имам повеќе од еден пријател. Да ви поставам прашање. Што е тоа во таа личност што прво ви привлече кон нив, што на крајот ја наведе да стане еден од најдобрите пријатели? Велиш, па имаше изглед. Тоа веројатно не е најдобриот начин на светот да се најде пријател, бидејќи најважното нешто за пријателот е нешто во внатрешноста на таа личност. Тоа е нивната личност. А сепак, честопати не привлекуваат различни работи, нечија личност, нивните подароци или што и да е. Но кој е вашиот најдобар пријател или пријатели? Знаете, без разлика кој е вашиот најдобар пријател, има моменти кога има недоразбирања и разочарувања во животот. Понекогаш може да има чувство на отфрлање. Сите тие работи се болни. Особено кога тоа е некој што многу го сакате. Некој што е пријател долго време, па дури и краток временски период. Многу е тешко да се помине низ тие недоразбирања, разочарувања, чувства на отфрлање и тешки чувства. Денес сакам да ве запознаам со пријател кој не е како ниту еден друг пријател што некогаш ќе го имате. И можам да ве уверам во ова. Тој никогаш нема да ве разбере погрешно. Тој никогаш нема да ве разочара. Тој никогаш нема да те одбие, ниту пак некогаш ќе останеш сам. Овој пријател е најдобриот пријател досега, а тоа е Исус, Синот на живиот Бог. Сакам да свртете во глава 15 од Јован, каде што Исус го дискутира токму ова прашање за неговото пријателство со нас. На самиот почеток на ова поглавје, Исус зборува за врската што јас и ти имаме со Него. Зборува за лозата, гранката и за интимноста на таа врска. Потоа, тој продолжува да зборува за целата оваа идеја за неговото пријателство со нас. И тој вели, почнувајќи од 12-тиот стих. Ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве возљубив вас. Никој нема поголема љубов од оваа да го даде животот за своите пријатели. Вие сте мои пријатели, ако го правите она што јас ви го заповедам. Веќе не ве нарекувам робови, зашто робот не знае што прави неговиот господар, но јас ве нареков пријатели, и се што чув од мојот татко ви го објавив. Вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас и ве назначив, за да одите и да донесете плод и вашиот плод да остане, така да што и да побарате од Отецот во моје име, тој ќе ви го даде. Ова ви го заповедам, да се сакате еден со друг. Повеќето луѓе не мислат за Исус како нивен пријател. Ние го гледаме Бог на небото, Бог Отецот, Бог Синот, Бог Светиот Дух. Мислиме за Него како наш Спасител, наш Господар, наш Господ. Знаеме дека тој е суверен на универзумот, кој владее над се и контролира се. Сега, како можеме да го видиме Него, да го визуализираме, како можеме да го замислиме и да го поврземе со Него како пријател, ако тој е Спасител на целиот свет, ако тој е Господ и Господар на животот, ако тој е суверен на универзумот, ако тој е креатор на сето тоа, како јас можам да се поврзам со оној кој е крајниот владател и суверен контролор на сите нешта, и креаторот на сите нешта како мој личен пријател. А сепак, тој ми треба како мој пријател. Јас го посакувам Него како мој пријател. Ако поминувате низ тешки околности од вашиот живот и не разбирате што точно се случува, а би сакале да ги промените работите, сакате работите да се подобрат и го прашувате Бог, зошто не? Можеби сте заборавиле дека го имате пријателот над сите пријатели, кој е спремен да се спријатели со вас ако вие му дозволите. Затоа сакам да ве охрабрам внимателно да слушате, бидејќи Исус ни ја покажал неговата врска како пријател. И тој им рече на своите ученици: вие сте мои пријатели, ако го правите она што јас ви го заповедам.
Веќе не ве нарекувам робови и слуги, зашто робот не знае што прави неговиот господар, но јас ве нареков пријатели и се што чув од мојот татко ви го објави. Сега, оно што тој го кажува овде е еден од доказите за пријателството што ќе ги најдете во мене. Затоа сакам да видиме како тој го изразува своето пријателство и како го изразува неговото пријателство кон нас. Еден од начините на кои тој го изразил своето пријателство е во неговата пожртвувана љубов за нас. Она што тој го направи е дека ние му бевме непријатели. Тој го положи својот живот со љубов за нас, за да не направи негови пријатели. Така што Исус Христос е, слушајте, тој е можниот пријател на секоја личност. Тој сака да биде пријател на секој еден од нас. Но, ако јас го отфрлам и одбијам врска со него, го одречам и го исфрлам од мојот живот, и ако тој сака да ми биде пријател, тогаш тој не може да го изрази своето пријателство во потполност. Тој не може да го изрази тоа на многу начини на кои сака, додека јас не бидам подготвен да го признаам фактот дека тој е Син Божи, дека тој е Спасител, Господар и Господ и дека тој сака да биде полн со љубов, мој искрен, интимен пријател, кој може да даде ветувања што никој друг не може да ги даде, кој може да врши работи што никој друг не би можел да ги изврши, кој може да ни овозможи да го постигнеме и достигнеме во животот она што никој друг не може да ни помогне да го постигнеме, достигнеме или станеме. Тој е таков, многу посебен пријател. Исус ја покажа најпрекрасната љубов со тоа што умре на крстот за вашите гревови. Никој друг не можеше да го направи тоа. Некој може да умре во ваше име за да ви го спаси животот, но никогаш да не ви ја спаси душата. Некој може моментално, без размислување поради љубовта кон вас, да го даде живот, но никогаш нема да го постигне она што го постигна неговата пожртвувана смрт. Еден од првите начини на кои тој го изразува своето пријателство кон нас е во неговата пожртвувана смрт. Вториот начин е овој, а тоа е фактот што тој презема иницијатива во врската. Погледнете назад во стих 16. Тој превзема иницијатива. Тој вели: "Вие не ме избравте мене, туку јас ви избрав вас и ве назначив да одите и да донесете плод, и вашиот плод да остане, така да што и да побарате од Отецот во моје име, тој ќе ви го даде." Тој вели дека ние не избравме да станеме негови пријатели. Тој избра да стане наш пријател. И како резултат на неговиот избор, оние од нас кои одговоривме на неговото посегнување кон нас и го прифативме него како наш спасител и простувањето на нашите гревови, сега ние сме способни да го направиме Господ Исус Христос наш пријател од наша перспектива. Ние можеме да станеме негови пријатели и тој може да стане наш пријател. И сега можеме да имаме една интимна врска. Веќе не е врската дека Исус е некаде таму горе, седи од десната страна на Отецот, но сега Исус, кој седи од десната страна на Отецот, живее и во нас внатре, во присуството и во силата на Светиот Дух. Ние имаме пријател кој пребива во нас. Тој не избра нас, тој ја презеде иницијативата. Тој не виде ништо во нас што беше достојно. Тоа не беше резултат на нашите дела. Тоа не беше резултат на добри атрибути и карактеристики во нас. Тој поради неговата безусловна љубов кон нас одлучи дека сака да биде наш пријател. Тој сакаше да ни овозможи да ја исполниме неговата цел и неговиот план за нашиот живот. И така, тој избра да стане наш пријател. Значи, што направи тој? Тој дојде на земјата, на пример, да оди меѓу луѓето, за да можеме јас и ти да разбереме дека тој разбира каков спасител е, каков господар и Господ е, но и каков пријател тој може да биде. Оној кој може да погледне во некој што е болен и да каже: "Пријателе, јас ке те излечам." Некој кој може да внимава на група луѓе кои биле негови слушатели и да каже: "Пријатели, сакам да слушате на вистина." Оној кој може да се поврезе со најнепријатните, најгрешните, најотфрлените луѓе во општеството. И кога другите гледаа како тој се однесуваше со нив, тие рекоа: "Тој човек е пријател на грешниците и даночниците." Оној кој би можел да влезе во домот на Марија, Марта и Лазар, да ги сака и да се смета за нивен пријател,
Тој ги сметаше нив за своји пријатели. Тој рече дека ги сака. Значи, кога ќе го погледнете овој пасус и ќе си го поставите прашањето, кој ја презеде иницијативата? Тој не избра нас во него, во Христос, пред основањето на светот. Сега, да ви го поставам ова прашање. Меѓу вашите пријателства, во најголем дел, меѓу сите ваши пријатели, без разлика дали имате двајца, тројца, еден или цел куп пријатели, кој обично презема иницијатива? Дали вие сте таков човек кој чека некој друг да преземе иницијатива? Дали сте од типот на личност која е сосема воздржана? Се повлекувате, малку се срамите и не сте дружелюбиви. Сваќаш дека си малку интровертен и затоа не си таков човек што ќе исчекори напред и ќе каже: "Здраво, како си?" Кој беше тој што го направи најголемиот дел од запознавањето? Најмногу од иницијативата во вашите пријателства. Јас можам да ви кажам кој ја презеде иницијативата во вашата врска со Исус. Тоа е самиот Исус Христос. Секогаш преземе иницијатива. Тој испланирал, имал намера, решил да го направи тоа и го направил. Прашањето е, како вие одговоривте на неговата покана да биде ваш пријател? Што вие сте кажале во текот на сите овие години во вашиот живот, кога тој изразувал различни начини на кои ве сака? Тој се грижи за вас. Тој го посакува најдоброто за вас. Како вие реагирате на тоа? Дали го отфрливте, го одбегнавте, го отстранивте, или сте препознале дека неговата покана е покана за огромна љубов и близкост со самиот Бог на овој универзум? Размислете за тоа. Бог кој го создал сето тоа вели: "Јас сакам да бидам твој пријател. Ако ти ми дозволиш, јас ќе бидам твој многу интимен, лојален пријател кој ќе те љуби." Друг начин на кој тој го изрази своето пријателство и неговата љубов кон нас е ова. Тоа е револуционерниот ефект што го има врз нашиот живот. Кога јас и ти ќе станеме Божјо дете, нешто се случува. Кога ќе станете Божјо дете, кога ќе поверувате во Господ Исус Христос како свој личен спасител, се случува револуционерен ефект. Се менува. Вашиот дух се менува. Вашето срце, вашата душа, односно, вашата вечна судбина се менува. Се почнува да се менува. Вашата перспектива на работите. Но, знаете што? Кога ќе станете пријател на Исус, тој веќе е наш пријател. Кога ние ќе почнеме да го препознаваме како наш пријател, нешто друго ќе се случи. Оваа врска што ја имаме, каде го гледаме како Спасител, Господ, Господар и Бог суверен Творец, одеднаш знаете што се случува? Тоа е како тој да доаѓа од небото, да се спушти на земјата на наше ниво, а ние да почнеме да се поврзуваме со него на сосема поинаков начин. Сакам да забележите нешто во овој пасус што може да се покаже како малку, можеби погрешно разбрано. Забележите што вели тој во стих 15. Тој вели: "Веќе не ве нарекувам робови, зашто робот не знае што прави неговиот господар. Но јас ве нареков пријатели и се што чув од мојот татко ви го објавив." Сега, она што тој едноставно вели е еден од начините на кој ви го изразив моето пријателство, зборувајќи за неговите ученици. Еден од начините на кој ни го изразил своето пријателство е тоа што ни кажал. Ни открил работи што ние не би ги знаеле на друг начин. Оној кој е вистински, интимен пријател со некого ќе му открие и ќе каже работи на другиот што нема да ги каже на никој друг. Дали вие имате таков пријател со кој можете да бидете доверливи и да им кажувате работи што знаете дека тие никогаш нема да ги кажат на никој друг? Дали имате таков вид пријателство каде можете да кажете тајна и тоа ќе остане тајна? Исус не им кажал тајни, но тој вели: "Ви открив, ги тргнав кориците, го кренав горниот дел од тенџерето и вие можете да погледнете и да ги видите сите работи што ми ги кажа мојот татко. Ти ги кажав сите овие работи, бидејќи јас сум твој пријател и сакам да бидам твој интимен пријател." А единствениот начин да се биде интимен пријател е да ги споделиме нашите срца, умови, она што го знаем, она што сме го доживеале, она што го чувствуваме, работите низ кои сме поминале, работите низ кои мислиме дека поминуваме. Тоа е токму она што Исус го направи и го прави. Сега, забележете во стих 14: "Вие сте мои пријатели ако го правите она што јас ви го заповедам." Сега, тоа не значи дека тоа е нагласокот на тој стих.
Јас ќе те оставам да бидеш мој пријател ако правиш така и така. Ние не мора да живееме според нешто за да бидеме негови пријатели. Не живееме за нешто за да се спасиме. Ние сме спасени преку Божјата благодат. Неговата добрина и љубов кон нас е без обзир на нашата вредност или што и да е. Ние велиме дека тоа е незаслужена Божја наклонетост. Така што неговото пријателство кон нас не се заснова на нашата вредност, туку на неговата безусловна љубов. Така, кога тој вели: "Вие сте мои пријатели ако го правите она што јас ви го заповедам." Акцентот овде значи: вие ќе се трансформират. Оваа врска ќе биде одлична ако ти го правиш она што јас ти го заповедам. Тој рече: "Која е мојата заповед? Да се сакате еден со друг." Тој вели: "Кога ќе почнете да се сакате, нешто ќе се случи. Вашиот живот толку ќе се трансформира, што ќе го живеете она што јас го посакувам за вас. И вие ќе се сакате еден со друг." И така, едно од работите што им се случува на луѓето кои се заљубуваат во Господ Исус Христос е: колку повеќе го сакате Господ Исус Христос, толку е поголема вашата способност да сакате некој друг. Затоа што колку повеќе ние го сакаме Него, толку повеќе ќе станеме како Него. И колку повеќе стануваме како Него, толку е поголема нашата способност да сакаме некој друг на ист начин како што Тој не сака нас. Пожртвувана љубов, преземање иницијатива, споделување на нашето срце, излевање на нашата душа, излевање на нашите умови, правење на сите работи што вистинските, искрени, интимни пријатели можат да ги направат. А сепак, многумина од вас цел живот ќе го живеат осамено. Ќе имате многу случајни пријатели. Можеби имате некои блиски пријатели, но додека не ја откриете блискоста што доаѓа помеѓу Исус Христос и другата личност, никогаш нема да можете да доживеете пријателство на тоа ниво. Никогаш нема да можете да му изразите пријателство на некој друг до ист степен како што можете кога ќе се заљубите во Господ Исус Христос и ќе го препознаете прекрасниот пријател што тој е за вас. Кога ќе помислам кој е тој и тоа што го рекол овде, ова е мојата заповед да се сакате еден со друг, исто како што јас ве сакам, како тој нас не сака. Пожртвувано, искажувајќи ја својата љубов што го даде неговиот живот, тој вели: "Јас сакам да се сакате еден со друг на ист начин." Ајде да ви поставам прашање. Кого ти сакаш? Какво пријателство имате до тој степен што би застанал напред за било што е неопходно за да го заштитите нивниот живот? Дали имате пријател толку интимен кој го сакате доволно за буквално да го положите вашиот физички живот за него? Велиш, сега зборуваш за семејството. Па да, што е дури и со семејството? О, да. Дали си сигурен? Што е со некој што не е твое семејство? Некој што е пријател? Велиш, го сакам овој пријател. Дали ги сакате доволно за да го положите животот за нив? Мислам дека има луѓе кои го прават тоа. Но мислам дека ние толку често мислиме дека сме вистински, блиски пријатели со некого, но имаме своји ограничувања. Сега, ајде да го погледнеме тој стих поинаку. Тој вели: "Поголема љубов нема никој од оваа, да го положи животот за твоите пријатели." Сега, внимавајте. Да го положам мојот живот за мојот пријател не ја вклучува само можноста физички да го положам. Но што со тоа да го положам мојот живот во оваа светлина? Дека јас сум подготвен да се откажам од моите цели за него или за неа? Дали сум подготвен да ги напуштам моите планови за него или неа? Дали јас сум подготвен да ги оставам моите идеи, моите желби, моите посакувања? Дали сум подготвен да го положам мојот живот за да може другата личност да го има својот начин, затоа што јас ја сакам? Гледате, кога станува збор да станеме христијани, да живееме на вистина интимна врска со Исус Христос, ние мора да го дадеме својот живот. Го положуваме стариот живот. Ги оставаме старите идеи и старите перспективи на нештата и понекогаш мора да ги оставиме старите пријатели, затоа што некогаш заповедта на нашиот Господ Исус Христос е толку напорна. Бидејќи тој го сака најдоброто за нас, ние мораме да го дадеме својот живот за да кажеме: "Господи,
повеќе не е мојот живот, но јас сакам ти сега да го живееш твојот живот во мене и преку мене. Гледате, тој сака интимна врска. Тој сака да биде таков пријател кој не е случаен, не далечен, туку топол, интимен и личен. Исто толку интимен и личен како што може да биде и самиот Бог. Тој ја изразува својата љубов на различни начини. Друг начин на кој мислам дека тој ја изразува својата љубов кон нас е фактот што тој не предизвикува. Тој не предизвикува да станеме најдобри и да го постигнеме нашето најдобро. Сега, многу луѓе слушаат проповеди, читаат книги и пеат песни. Например, ние пееме Мој Исусе, јас те сакам, знам дека си мој. Каков пријател имаме во Исус. Нема пријател како скромниот Исус. И знаете што? Ние ги пееме тие песни, ни доаѓаат на ум веднаш од нашата уста и не го чувствуваме тоа. Но се прашувам, колкумина од вас мислат дека Исус е ваш пријател? Јас можам да пеам, Исусе мој, јас те сакам, знам дека си мој. И можам да размислувам за нешто друго. Цело време, бидејќи ги знам тие зборови. Каков пријател имаме во Исус да ги носи сите наши гревови и таги. Можеме да ги пееме тие песни, да ги читаме тие зборови, дури ни да не размислуваме. Тоа значи, ни доаѓа од устата на памет, без никаква емоција. Исус сака да биде емотивен пријател, некој што го сакаме, некој што го негуваме, некој што го посакувам, затоа што тој е таков за нас. Тој е оној кој се откри самиот. Тој сака да го достигнеме нашиот потенцијал. Тоа е она кое тој се осврнува во овој пасус. Тој рече: Вие не ме избравте мене, јас те избрав тебе. И не само што јас те избрав, туку и те помазав да одиш и да носиш плод, и твојот плод да остане. Велиш, па сега тој зборува со своите апостоли. Знаете што? Тој вели дека секој еден од нас треба да донесе плод. Првиот квалитет на плодот што треба да го носиме е плодот на духот, на љубов, радост, мир, добрина, благост, добрина, самоконтрола. Ова се квалитетите на таквата врска. Но плод и во добри дела. Се даваме себе си на други луѓе, правејќи добри дела, служејќи на него на било каков начин на кој тој може да избере да не повика. Еден од начините на кој тој ја изразува својата љубов кон нас е да не предизвика да станеме најдобри. Не верувам дека некогаш можеш да станеш најдобар, освен ако Исус не ти е пријател. Никогаш нема да можете да го постигнете сето она што Бог ви го одредил, додека тој не стане ваш пријател. Освен преку него, вие никогаш нема да можете да го достигнете она што Бог го бара во вашиот живот. Но прашањето е, дали вие сакате да бидете негов пријател? Тој е достапен пријател за секој еден од нас. Но дали тој е ваш пријател? Од негова перспектива, тој е наш пријател. Но дали тој е мој пријател од моја перспектива? Или дали сте биле еден од оние луѓе кои што туку го поминале животот и навистина не сте биле заинтересирани да го имате него за ваш пријател? Дали знаете кога повеќето луѓе го повикуваат Исус? Кога се долу? Знаете кога најсилно плачат? Кога се најдалеку. Знаете ли кога нивното неверување и целиот скептицизам и атеизам пропаѓаат насекаде околу нив? Кога знаат дека нема друг пат и се надеваат дека ние христијаните сме во право. Тие викаат кон Бог што не го познаваат, до Исус за кој само слушнале. И конечно, препознаваат откако се спасиле. Тука беше еден пријател кој беше цело време со нас, а тие го игнорираа. Секој еден од нас доаѓа до животот и смрт. Да предпоставиме дека ќе умреш без Исус како твој пријател. Дозволете ми да ви поставам прашање. Тогаш што? Ако умреш и Исус не ти е пријател, тогаш што? Велиш, па предпоставувам дека само ќе исчезнам. О, не, нема. Предпоставувам дека само ќе испарам. Не, нема. Ако умреш без Исус Христос да ти биде пријател, дали свакаш дека ќе бидеш вечно одвоен, за секогаш одолен од оној што те сакаше толку многу целиот твој живот, што го даде својот живот пожртвувано за тебе? Затоа што те сака. Затоа што те сакаше и затоа што сакаше да изгради интимна врска со тебе. Да умреш без него би било подобро никогаш да не си ни роден. Да го живееш животот без него, тоа е трагедија. А можеш да го живееш својот живот, да го разбереш и да го доживееш животот најдобро, затоа што тоа е она што тој го има зачувано за нас. Тој е таков пријател.
Сега, да предпоставиме дека вие сте еден од тие луѓе и велите: како сето ова се однесува на мене? Јас не сум ниту христијанин. Дозволете ми да кажам прво. Сигурно треба да бидете. Треба да верувате во Господ Исус Христос како ваш личен спасител, затоа што, знаете што, колку и да сака тој да биде ваш пријател, тој не може да биде сето тоа ако вие го одбиете како ваш пријател. Ако сте спремни да побарате од него да ви ги прости вашите гревови и сте подготвени да му верувате како личен спасител, тоа значи, вие верувате дека неговата смрт на крстот целосно го исплати долгот за вашиот грев. Го прифаќате како ваш спасител. Гревовите ви се простени. Вашето име е запишано во книгата на животот на јагнето. Вие застекогаш сте Божјо дете и Исус станува наш пријател. Тој е ваш пријател, достапен пријател, ако вие му дозволите да биде. Може би ти си верник и никогаш не си размислувал тој да ти биде пријател. Сакам да ве охрабрам, само да поминете низ таа листа и да си го поставите прашањето. Дали јас навистина го гледам Исус вака во мојот живот? Дали јас навистина верувам дека тој ме сака толку многу? Дали верувам дека тој е доволно реален за да биде за мене се што ми треба? Тој е и тој ќе биде, ако вие му дозволи, тој ќе ви докаже дека е најдобар пријател за секогаш. Татко, колку сме благодарени што ти си го испратил Синот Божи, твојот возлюбен син да ни биде пријател и спасител. Се молам, Светиот Дух да ги земе овие едноставни вистини, да направи да го истражуваат нашето собствено срце, да видиме како што се совпаѓаме, какви пријатели сме ние, но пред се, каков пријател ни е Господ Исус Христос. И тогаш да одговараме соодветно преку љубовта кон Него, нашата послушност кон Него и нашата служба за Него. Во Негово име се молиме. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонсорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.